Утринава ви испраќаме топол поздрав од една од бензинските пумпи Мак Петрол во Скопје. Во продолжение ќе разговараме со Катерина Тотик, шеф на бензинска станица 70 и Линданска, која што работи долги години во компанијата Мак Петрол. Во продолжение ќе слушнеме колкава одговорност носи нејзината функција, но воедно и како изгледа еден работен ден токму овде во Мак Петрол. Да и посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам колку години сте во оваа компанија? Во оваа компанија сум од 1997 година. На вистина долго време. Долго време, да. Која беше вашата прва работна позиција во оваа компанија? Првата работна позиција ми беше продавач. Во 2002 година се префрлив на бензинска, значи од тогаш сум продавач до 2019 година. Во 2019 година ме унапредија во шеф. Како што кажавме во самата најава, шеф на бензинска станица. Во однос на тоа, како започнува еден ваш работен ден и кои се вашите работни обврски? Денот започнува прво да се видиме со вработените, што се случило изминатиот ден, што планот за денот. Мојата работа конкретно е да видам што треба да се набави за следниот ден, требување на гориво, на артикли, како се одвива услугата на купувачите. И се тековно, секој ден е различен. Секој ден имаме различни обврски. Секој ден се носи различни... Се останатото е различно. Секој ден се носи различни предизвици. Колку вработени има на оваа бензинска станица? На оваа бензинска се 17 вработени. Пред самиот крај, колку е голема вашата одговорност за на крајот да имаме задоволни купувачи, но и задоволни вработени? Одговорноста е многу голема. Меѓутоа, кога работиме со тим, например, нашите вработени се добро обучени, добро си ја знаат работата, така да многу мене тоа ми го олеснува, немам некои посебни ангажирања околу тоа. Се работи тимски, значи сите си работат се заедно, значи нема одделени работи. Така да добро функционираме, тие се млади вредни луѓе кои што се обучени, знаат како треба да тече работата, така и во моје отсуство јас воопшто не се грижам дека нема да тече работата. За се останато кои што имаме технички проблеми, позади нас секогаш стои менаџерскиот тим, тие се секогаш на располагање и раководителот кој што 24 часа ни е достапен, така да се тече како што треба. Во врска со муштериите, тие се нормално кога ние сме услужливи и љубезни, нема да имаме никакви поплаки, фала Богу до сега се течело како што треба. Така да добро функционираме ние целата наша компанија како еден цел тим. Убаво е да се слушнат вакви моменти. Ви благодарам многу што имавме можност да имаме токму едно вакво поинакво вклучување во нашата утринска емисија. Благодарам и вам. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека ова вклучување беше интересно за нашите гледачи, но се разбира мора да се напомене дека беше едно поинакво вклучување на лице место, а ние се разбира дека се гледаме повторно од терен со нова актуелна интересна тема.